Во текот на изминатото денонокие во Кочани нема евидентирано нови заболени од COVID-19, откако во текот на продолжениот празничен викенд беа регистрирани 3 лица позитивни на коронавирусот. Според информацијата од Министерството за здравство, во моментот вкупниот број заболени на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје од Кочани изнесува 31, од кои 2 се водат како починати. Бројот на оздравени во нашиот регион и понатаму бележи позитивен тренд и во текот на изминатите 24 часа едно лице веќе не е позитивно на тестовите на вирусот. Од Министерството информираа дека биле направени вкупно 113 тестирања. При тоа потврдени се 7 нови случаи. Од нив 4 се во Тетово и по 1 случај во Скопје, Прилеп и Кратово. Во моментот, вкупниот број на диагностицирани лица со COVID-19 во државата од почетокот на епидемијата досега изнесува 1518. Бројот на оздравени пациенти е 992, а во моментот активни случаи се 441. Од вкупниот број евидентирани, досега се починати 85 лица. Нема нови случаи на заболени од коронавирус во општините Зрновци и Виница во последните 24 часа. Во болницата 8 септември на 1 мај во петокот почина пациент од Зрновци на 62 годишна возраст кој бил на болничко лекување од 21 април. Станува збор за хронично болен пациент од болест на бубрезите и одел на диализа. Градоначалникот Блаже Станков изрази длабоко жалење и упати сочувство до семејството на починатиот. Болеста која го тресе светот однесе еден живот и од нашата општина и остави болна празнина во нашата средина, ненадоместлива за неговите најблиски, напиша на својот Facebook профил Блаже Станков, а меѓу другото повика на совесно и дисциплинирано придржување кон пропишаните мерки за спречување на заразата. Станков информираше дека нови заболени во оваа општина нема, а потврдените 2 случаја се веќе излекувани и се пуштени дома. Во моментов нема ниту нови лица во самоизолација, истакна градоначалникот Станков за Канал 8. И градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров потврди дека нема нови случаи на заболени во Виница. Остана на 2 потврдени пензионери и се надева дека така ќе остане и понатаму, а се намалува и бројката на лица во самоизолација и во државниот карантин. Димитров апелираше на почитување на мерките за заштита од коронавирусот и почитување на полицискиот час и воената состојба во државата. По 1,5 месечен прекин во работењето, од вторник 5 мај, продолжува со работа сточниот пазар во Облешево. Тој беше привремено затворен во средината на март поради епидемијата од COVID-19. Со оглед што и понатаму во важност се мерките за заштита и спречување на ширењето на коронавирусот, останува апелот до граѓаните да се придржуваат кон препораките од Министерството за здравство. Сите продавачи и посетители на пазарот задолжително да ги почитуваат мерките за заштита од пандемијата, односно да се придржуваат до упатството за минимална оддалеченост на тезгите од 2 метра, како и избегнување на задржувањето на повеќе лица на една тезга. Исто така, за сите присутни на пазарот ќе важи и мерката за задолжително носење заштитни маски. Сепак, забраната за продажба на свињи на сточниот пазар останува да важи и понатаму, поради болеста африканска чума кај свињите. Со отворањето на сточниот пазар во Облешево ќе продолжи со работа и зелениот пазар за прехранбени производи, што беше затворен во исто време. Инаку сточниот пазар во Облешево е најголем и скоро единствен во источниот регион на државата, а пред неколку години се подготвуваше проект за негово современување, односно да има постојано присуство на ветеринарен лекар, како и похуман однос кон животните што се продаваат. Општина Кочани го приведува кон крај проектот за реконструкција на платото во трговскиот центар. Инсталирањето и пуштањето во употреба на новото осветлување оформи уште една фаза што беше планирана со реконструкцијата на оваа локација во централното градско подрачје. Вградени се лед светилки со ленти на сите скали, поставени се и светилки на подот како и на парапетните ѕидови. Има рефлектори во зеленилото и 8 нови канделабри.
Светлината што доаѓа од различни нивоа и страни дава поинаква естетска димензија на една од најпрометните пешачки површини во градот. До крајот на реконструкцијата останува да се постави дел од придружната комунална опрема, односно да се поправат и доуредат детали, со што ќе бидат комплетирани сите активности, информираат од општината. Со реализацијата на овој проект, Кочани добива пристојно урбано место што ќе нуди и повеќе можности за граѓаните. При тоа од општината упатуваат апел сите да се грижиме подеднакво за просторот, да го чуваме и одржуваме. Со проектот за реконструкција на трговскиот центар беше опфатена површина од 2800 метри квадратни, на која поранешните бетонски се заменија со гранитни нелизгави плочки. Исто така се постави нова атмосферска канализација и урбана опрема, а постојните дрвца се надополнија со 80 нови садници од видот туја. Преостанува на јужната страна од трговскиот центар да се изгради детското игралиште, за кое постапката за избор на изведувач е во тек. Општина Кочани ги известува граѓаните дека во вторник и среда на 5 и 6 мај во периодот од 8 до 15 часот во прекин ќе биде сообраќајот на патниот правец од селото Мојанци до подрачното основно училиште во Подлог. Времената измена на сообраќајот на општинскиот пат од Горни Подлог до Мојанци е поради изведување на градежните работи за асфалтирање. Се повикуваат учесниците во сообраќајот да ја почитуваат времената измена и да се прилагодуваат кон условите на сообраќај. Учениците од Средното општинско училиште Лјупча Сантов од Кочани добија покана и учествуваа на онлайн надпреварот под наслов Најди го херојот. Станува збор за надпревар преку кој се открива талентот кај младите генијалци, кои преку своји активности се надпреваруваа на тема визуелни уметности. Преку учеството се идентификува херој кој решава конкретен проблем и преку својот талент ученикот вербално го објаснува. Учениците од гимназијата Лјупчо Сантов се представија преку драма, ораторство, сликање и рецитирање и го покажаа својот талент на највисоко ниво. Поради успешноста на представувањето, сите четворица ученици од Кочанското училиште се пласираа во финале, а работеа под менторство на професорот и дефектолог Катерина Димитрова. Како училиште, учениците учествуваа во многу проекти надпревари, а сега, дури кога време на пандемија, кога мора да работиме од дома, ние се докажуваме. Како координатор за надарени и талентирани ученици, ние прифативме поканата за учество. Тешко беше да се изберат 4 мои херои, бидејќи сите се подеднакво добри. Учество овој пат во надпреварот зедоа Јована Петрова, Оливер Стефанов, Марија Донева и Пандора Манева, сите ученици во втора година. Овие ученици преку својот талент ќе се надпреваруваат и се надевам дека ќе го докажат херојот во себе со цел да се поттикне програмата за развој на емоционалната интелигенција и таленти, мали и возрастни генијалци. Ние им посакаме успех, а на сите останати добро здравје и се надеваме да излеземе победници од оваа ситуација. Надпреварот започна на 2 мај и ќе трае до 30 мај, а истиот е во организација на IQ Excellence и програмот за развој на емоционална интелигенција и таленти, мали и возрастни генијалци. Инаку Димитрова информираше дека засега онлайн наставата во ово училиште се одвива без проблеми и сите професори преку апликации имаат контакти со своите ученици. Министерот Адеми последно изјави дека е можно наставата онлайн и со далечинско учење да продолжи и од септември, но плановите и предвидувањата за новата школска и академска година ќе започнат непосредно по завршувањето на учебната година на 10 јуни. Марија Соколовска од Кочани, која и самата се борела со своите вишок килограми, која преживеала 29 операции и заради животните ситуации станала силна и храбра, сега почна да мотивира илјадници жени како да бидат задоволни од својот изглед. Марија своето образование основно и средно го завршува во Кочани, за подоцна да замине во Лондон и да стане етаблирана нутриционистка со дипломи од најпрестижни школи за здравје, храна и фит изглед. Од моментот кога пандемијата со коронавирусот го зафати светот, таа реши целото свое време и знаење да го посвети исклучиво на едукација и помош на жените во незината родна Македонија, како да уславнат без да бидат гладни, како да бидат здрави и да имаат одлична кондиција. И сето тоа бесплатно.
Секојдневно во 10 часот преку социјалните мрежи Facebook и Instagram на илјадниците следбеници таа во живо им дава инструкции за физички вежби, подготвува храна од која се слабее, дава совети. И бројните коментари потврдуваат, методот на Марија во само 1 месец направи илјадници жени среќни. Меѓу другото препорачува и чај, кој е микс од зелен чај, ѓумбир и босилок. Успехот во друга држава, како и несебичната помош на Марија, Канал 8 го преточи во приказна и беше мотив да ја исконтактира Марија, која објасни како методот за ефикасно слабење од Лондон се расшири во нашата земја со брзина на светлината. Прво да поздравам моите сите сограѓани. Мојот метод е многу едноставен и е базиран на повеќе јадење, што е многу чудно за сите, бидејќи јас го пронајдов, почнувајќи од мојата лична трансформација, борејќи се со моите килограми, и сватив дека и врз основа на моите студирање тука во Лондон, дека диетите веќе не помагаат и мораше да направам некој метод кај што жените ќе слабеат, а ќе јадат. Значи, мојот метод не е базиран на диета, туку се јади 5 пати, значи имаме 5 оброци, многу е важен распоредот на оброците, комбинацијата на храната, а главен фактор е водата. Меѓутоа, водата кога се внесува, како се внесува и зошто се внесува. Целата идеја беше многу прво пред се за дружба, бидејќи јас сум македонка и во времето на карантин сакав да направам нешто за да бидам поблиску носталгијата порасна, сакав да направам нешто да бидам поблиску до моите пријатели, до моите, јас имам фамилија во Македонија. И сето прерасна преку интернет, тоест преку мојот Инстаграм и Фейсбук, направив една мала група со моите пријатели, меѓутоа подоцна кога го пуштив мојот чај, кој што го јас го составив и е чај за екстремно сладење, жените почнаа да барат, дајте ми го чајот, дајте ми го чајот. Јас чајот го дадов бесплатно, групата се зголеми, почнаа да барат совети за храна, така да сега имам многу следбенички на Инстаграм и имам многу жени исто откочани, кои што ми е најдраго, кои што слабеат со мене. Додека се во време на карантин. Сета идеја почна многу спонтано, меѓутоа се расшири, жените почнаа да слабеат, имаат супер резултати, можете да погледнете на мојот Facebook пејдж, бидејќи веќе Facebook приватниот профил ми е препун, имам Facebook пејдж на мојот Instagram, имат прекрасни резултати, моментално тоа ме само мотивира и тоа ме прави среќна, бидејќи не е хумано по време на корона, кога сите сме под стрес, да се профитира и затоа, јас ја сакам Македонија, посебно Кочани, затоа решив да направам група и едноставно, да се едноставно пред се дружиме, а во исто време карантинот да го запамтиме како една инвестиција за нас и едно позитивно искуство, па иде и лето и да останеме фит и слаби. Марија студира и дипломира меѓународна дипломатија. Во 2008 година заминува во Англија, каде почнува да работи во компанија за кетеринг, каде што станала љубител на храната и готвењето. Но дебелината почнала да ја пречи, дури имала и здравствени проблеми. Во 2011 година ја почнува борбата со килограмите и работи на своја лична трансформација. Сето тоа ја довело на курсот за нутриционисти, за подоцна да добие 9 сертификати од престижни школи со непознати меѓународни предавачи. И тие се сериозна верификација кога е во прашање слабењето и здравјето на луѓето. Специјалист е за жени, а нејзиниот метод е Eat the Rainbow, кој функционира кај 99% од жените, заедно со магичниот чај за слабење и вежбите кои ги препорачува посебно во карантин. Методот за слабење на Марија Eat the Rainbow наскоро ќе биде напишан и во книга.